Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, градот Скопје ја поддржува оваа едукативна кампања Паркирај совесно, организирана од страна на јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар, бидејќи сметаме дека е потребно заедно да работиме на подигање на свеста и културата за одговорното паркирање на граѓаните, како и за општото подигање на одговорноста на сите учесници во сообраќајот. Наша цел е конечно во сообраќајот во Скопје да почнат да се почитуваат сообраќајните правила. Целна група на оваа кампања се моите најомилени наши сограѓани, тоа се средношколците. Знаете и вие сами колку градот инвестира во текот на минатата година во средните училишта. Имаме во предвид дека се токму оваа група на граѓани и идните млади учесници во особено во моторниот сообраќај. Јас па и лично сум засегнат од ова прашање, затоа што и мојата ќерка е па на оваа возраст на која што се однесува кампањата, така што оваа тема е сериозен разговор и кај нас дома. За мене е важно да се напомене во денешниот ден дека веќе подолг временски период градот Скопје се соочува со сериозен недостаток на обележани паркинг места. Статистиките покажуваат дека во Скопје имаме 9 до 10 возила на едно обележено паркинг место. Со оглед на тоа, исто како и проблемот кој што е со аерозагадувањето, овој проблем не може да добие моментално или инстант решение, имајќи го предвид дефицитот на обележани места, и е предмет и на анализа и на една посериозна обработка, а паралелно значи проекти на град Скопје во соработка со соодветните општини, а паралелно со ова ние како град во текот на изминатата година се обидуваме да го дестимулираме автомобилскиот сообраќај со уведување на малку поатрактивни содржини, изголемување на можностите кај граѓаните на градот за алтернативен вид на јавен транспорт, со цел да ја имаме одржлива урбана мобилност во градот Скопје. Од тука одговорното и совестното паркирање од непроценлива важност во нашиот град, за да можеме да го спречиме хаосот кој што сообраќајниот хаос кој што би настанал или настанува заради вакво неодговорно однесување. Во оваа кампања, како што веќе реков, се обраќаме до средношколците. Многу е важно оние од оваа возраст да научат и како треба да ги управуваат возилата, меѓутоа и како тие возила да во текот на кога ќе почнат да ги применуваат, односно возат, да може да ги паркираат и како треба да се однесуваат во сообраќајот. При тоа особено ќе дадеме значење да паркирањето не биде на обележени места за лица со посебни потреби, на тротоари, на зелени површини, на велосипедски патеки како дел од урбаната мобилност на нашиот град. Баш заради ова го напоменуваме, баш заради тоа што градот Скопје во текот на изминатата година само во централното градско подрачје ослободи тротоари, односно јавни површини и велосипедски патеки во должина од околу 4000 метри. Тука не застануваме во текот на оваа сезона, во центарот на градот ќе оневозможиме несовесно паркирање на површини кои што и не се всушност наменети за употреба на возилата. Го подигнавме квалитетот, односно интензитетот на работата на пајак службата на град Скопје и тука бележиме значително подобри резултати, што мислам дека превентивно може да влијае кај граѓаните да соодветно ги паркираат сопствените возила. Лично очекувам, бидејќи на неколку пати го најавивме и со министерот имавме прилика да разговараме, градот Скопје да воведе комунална полиција, со што во целост ќе можеме да покриеме и да одговориме на обврските кои што ги имаме, и досега добрата соработка која што имаме со Министерството за внатрешни работи всушност да биде едно надополнување со цел да го спречиме хаосот во нашиот град. Поддршката која што имаме од Министерството за внатрешни работи во текот на оваа година е од фундаментално значење, затоа што се надополнуваме во надлежностите, особено во сообраќајната култура. Многу е битно да се напомене дека секој од нас е учесник во сообраќајот. И вие, и јас, и било кој, дали како пешак, дали како возач, дали како велосипедиста, и токму заради тоа круцијално е, многу е важно да ги почитуваме сообраќајните правила, и затоа
Дозволете ми оваа можност преку вас медиумите кои што се секогаш присутни на вакви активности да ги повикаме нашите сограѓани за совесно учество во сообраќајот и за почитување на сообраќајните правила и прописи, се со цел да избегнеме владење на хаосот во сообраќајот во Скопје. Благодарам.